y'all I was gonna bump like this. Y'all didn't think that I could bump like this. Said I told y'all I was gonna bump like this. Turn around and I make it jump like this. You wanna keep that boy that make it jump like this. Y'all didn't think that I could make it bump like this. Кога го видовме штандот на Ламборгини, имавме само еден заклучок. Мама мија, ке бела макина, ке бела дона. Оваа нова машина на Ламборгини се вика Авентадор. Тоа има V12 мотор и 700 коњски сили. Засега Ламборгини планира да ја произведува во лимитирана изведба од 450 парчиња, која ќе биде произведувана во следните 3 години. Се разбира, цената ќе биде адекватна на неговите перформанси. Забрзување од 0 до 100 за 3,4 секунди, максимална брзина 380 км на час, а забрзувањето од 0 до 200 км на час ќе биде испод 8 секунди. Се разбира, цената ќе биде астрономска. Може би не како на Бугати, но сепак ова преубава машина ќе чини повеќе од 350.000 евра. И секако, кога збориме за емоциите, сигурен сум дека било кој од гледачите со неговиот шарм поправо ќе ја освои оваа прекрасна убавица, отколку да го плати овој звер на 4 тркала. Talk a lot of bullshit, let's go. I told y'all I was gonna bump like this. Y'all didn't think that I could bump like this. Said I told y'all I was gonna bump like this. Turn around and I make it jump like this. You wanna keep... Едноставен дизајн и практичност е второто име на компанијата Мија. Впрочем, таа е произлезена од банкротираниот дел на компанијата Улие, која произведуваше електроавтомобили. 68% се вложени од приватни инвеститори од Германија, додека 32% од компанијата ја поседува владата на Република Франција. Инаку, овој автомобил е замислен да одговори само на градските предизвици на транспорт. Тој се произведува во 3 варијанти. Првата е за превоз на 3 патници, втората е за превоз на роба и имаме трета верзија која се однесува исто така на превоз на 3 патници, но габаритот е многу помала. Интересно за овој автомобил е што имате чувство дека возите спортски, бидејќи влегувањето и самиот престој внатре, бидејќи знаете дека сте сами внатре, дава сосема поинако чувство за возењето. Овој модел се произведува во верзии со 3 големини на батериите и тоа од 8 киловат-часа кои се доволни да се помина 90 километри. Исто така имаме батерии кои овозможуваат автономија од 120 и батерии кои овозможуваат автономија од 150 километри. Но архитектурата на батериите е направена некако поинаку, бидејќи за само 10 минути полнење вие и од потполно празната батерија можете да добиете погон да поминете 8 километри. За жал, доколку би дошле на пазарот без субвенции на владите, како што се на Велика Британија, Франција и Германија, се разбира за купувачите во тие земји, овој автомобил би бил прескап, бидејќи без субвенции токму оваа верзија чини околу 32.000 евра, но со субвенциите таа цена се смалува на дури 18.000 евра. Може би е премногу рано да се зборува за вакви автомобили да дојдат во нашата држава, но времето ќе не присили на тоа. Лавината која иницира Тесла со производство на атрактивна каросерија погонувана од електропогон продолжува и во таборот на Нисан. Нисан го има автомобилот на годината за 2011 наречен Лиф, кој е потполно електричен автомобил и е прв автомобил во светот на овој погон кој тргна да се продава масовно. Но Нисан не застанува тука. Тоа е примерот и со ова купе што
што е зад мене, кое се однесува на спортски перформанси, воедно потрошува нула гориво, односно нула фосилно гориво, бидејќи е задвижувано на струја. 1954, before rock and roll, yeah, before rock and roll, before rock and roll. Исто така, на штандот на Nissan е представен и Town Pod, автомобил кој е исто така на електричен погон, но е посветен за семејните луѓе. Не е тајна дека во иднината на производството на автомобили за градски, односно семејни автомобили, ќе се произведуваат каросерии кои ќе имаат само 4 седишта. Тоа е случајот и со Town Pod. Nissan би сакал целата гама на нови електрични возила да ја комерцијализира некаде до 2015 година, а тој се надева дека автомобилот на годината во Европа за 2011 година Nissan Leaf ќе покрене поголема продажба на електричните автомобили. Доколку биде ова прифатено, електричните автомобили ќе добијат и поголема инфраструктурална поддршка во градовите, така да ќе бидат подостапни за сите корисници, се разбира, и нема да ги имаат оние недостатоци кои се сега типични за електричните автомобили. Тоа е проблемот со полнењето на батериите.